Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум билкар од Најдовски. Денес сакам да зборувам за една билка која што, односно за дрво кое што е лековито, кое што се користи во нашата народна медицина, и за дрво кое што е доста употребувано, доста лековито. Денес зборуваме за дивиот костен, односно конкретно за плодот од див костен. Значи, пред се дивиот костен е дрво кое што е листопадно, кое што се карактеризира со тоа што расте до 30 метри во висина. Кората е дебела, е цврста, сивко кафеавкаста, и самото дрво, значи, прави плодови кои што овие плодови се баш како што реков дивиот костен, кои што се доста цврсти, се кафеавкасти на изглед, а на едната страна се заоблени, односно имаат бел слој. Плодот, значи дивиот костен или по латински Aesculus hippocastimus е всушност доста лековито дрво и дрво кое што доста се употребува од страна на нашите стари, и не само плодот, значи од дивиот костен, туку и самата лушпа, која што всушност е обвивката на самиот плод од дивиот костен, како што можете да видите овде. Дивиот костен, значи, има доста богат хемиски состав, но најважна компонента која што се содржи во и која што е лековита и која што помага во лекување е всушност сапонинот есцин, кој што делува на подобрувањето на вените, капиларите и слично. Денес конкретно зборуваме, како што реков, за плодот од костен, иако од ова дрво се употребува и листот, се употребува и цветот, се употребува и кората, и младите изданки, и пупките. Но денес зборуваме за самиот плод и за кората која што, односно обвивката на самиот плод. Дивиот костен во народната медицина, морам да напоменам дека станува збор за едно отровно растение, за едно растение кое што не смее да се употребува внатрешно во поголеми количини, иако јас никогаш не препорачам ова растение да се конзумира внатрешно, бидејќи знае да направи доста проблеми. Значи, ова е стрикно само за надворешна употреба, односно се користи само за надворешна, за облоги и слично. Дивиот костен пред се, поради сапонинот есцин, кој што го содржи во составот, значи пред се делува на подобрувањето на вените, капиларите, подобрување на циркулацијата, подобрувањето на подвижноста на зглобовите, доста помага при реума, доста помага при најразлични болки и слично. Значи, станува збор за билка која што е доста погодна за повозрастните, доста употребувана билка од народот за најразлични ревматски заболувања. При што се користи, значи, во форма на масло или во форма на тинктура, односно закиснато со ракија, која што има доста големи бенефити и верувајте дека нема да ве разочара, бидејќи се користи за многу работи. Или припремено како чај, значи може да се користи, пак ќе кажам, само за надворешна употреба за најразлични обвивки. Да започнеме со на кој начин се употребува, односно на кој начин можете да си направите лекови во вашата домашна аптека. Значи, пред се самиот плод треба да се исече на 4 дела, или евентуално доколку имате ренде, доколку можете да изрендате, значи да го изрендате на ситно. Се наполнува една тегла, значи една празна тегла ја полните до врв со диви костени. Со плодот конкретно, значи зборуваме сега само за плодот, се полни плодот, се налева јака домашна ракија од 40 до 50 степени, 2 перста да биде над костенот и се остава на темно место 40 дена. Доколку сакате да го направите уште полековит и уште поефикасен овој раствор, можете да дадете и 4 до 5 гранки рузмарин, кој што негде од прилика 20 см да се во должина, се закиснуваат исто заедно со дивите костани. Потоа, после 40 дена, можете да процедите, а и не морате, ќе добиете еден талок кој што ќе биде баш буквално на дното од шишето и секако пред употреба ќе го проклатите шишето или теглото и потоа ќе го користите за употреба. Ова тинктура, односно ова лековита ракија се користи, како што реков, при најразлични ревматични заболувања. Потоа можете да го користите при испукани вени капилари, при проширени вени и воспалени вени, тромбофлембитис. Потоа може да се користи за подобрување на циркулација на
самото место, односно бидејќи делува, како што реков, на циркулацијата, ја подобрува циркулацијата. Може да се користи при модринки, при спукани капилари, може да се користи при болки во кичмо, во колена, значи наразлични заболувања, односно наразлични болки, наразлични воспалителни процеси и секако болки во мускулите, во спалени мускули и слично. Овој лек можете да го направите исто така со масло, само што наместо да налевате раќе, налевате лано цедено сончогледово или маслиново масло и потоа го користите исто, значи, за масажа, односно локално на самото место. Морам да напоменам дека доколку се користи за проширени вени, треба да се стави на самите вени, односно да се прави со блага масажа, односно само да го намачкате делот каде што се проширени вените, никако со стискање, гмечење или масирање на самото место, бидејќи ќе си направите уште поголем проблем со вените. На кој начин исто така можете друго? Можете покри, значи, самиот плод може да се користи, како што реков, и самата обвивка, односно самата лушпа, која што исто се користи за сите овие заболувања кои што веќе ги наведов. Значи, се зема овој зелен дел, потребно ви е негде околу 2 раце, зелениот дел од самиот плод, се зема 2 раце, се пржи во 250 грама свинска маст. Се пржи се додека зелениот дел не ја изгуби својата боја, односно се додека негде околу 15 до 20 минути на тивко. Потоа се трга на страна, се поклопува, се остава 24 часа. По 24 часа се процедува овој мелем, се префрла во кутивки и потоа се користи за мачкање на хемороиди, внатрешни, надворешни, при крвави хемороиди. Потоа може да се користи, значи, како што реков, кај болки, за масажа, за мачкање на самите болни делови. И секако тука е чајот кој што можете да го припремите наједноставно од самите од самата обвивка или евентуално да ја припремите од самите костени, кои што ќе ги сецкате добро, ќе ги зовриете во 500 мл зовриена вода, тргате 1 час да остои, го процедувате, топите крпи и ги ставате локално на самото место за да всушност лечи. Исто доста познати народни лекови се доколку носите 1 или 3 костени во џебот, всушност помага при реума. Тоа е еден доста добар и заборавен народен лек кој што нашите стари го користеле. И секако дивиот костен врзан со бакарна жица е всушност заштита од најразлични космички зрачења, односно доколку имате проблеми со подземни води, значи ова се става под кревет или евентуално кај што е самото зрачење, бидејќи делува на одбивање на тие најразлични зрачења кои што се во просторот. Секако, како што реков, овие се доста заборавени стари народни методи за подобрување на вашиот квалитет на животот и затоа ги споделувам со вас. Се надам дека ќе испаднете во природата, дека ќе ги наберете, бидејќи сега се берат, значи месец септември и октомври, негде до крајот на октомври ги има. Наберете ги, направете ги и верувајте, како што реков, нема да ве разочараат. Ви благодарам што бевте дел од ова наше цветно студио, ве поздравувам сите и ви посакувам да бидете во добро здравје. Убав ден!